со многу голем број на другарки и другари, веќе бевме во контакт секогаш преку чет или по телефон, како секој од нас може да направи некоја мала промена и на некој начин, наместо да се допишуваме со многу луѓе наеднаш, рековме дај ќе отвориме еден профил каде што не само ние ќе објавуваме, туку и другите луѓе ќе ни помагаат. Она што приметивме е дека има многу мотивирани луѓе, меѓутоа не знаат од каде да почнат или мислат дека ваквиот начин на живот е скап или па немаат доволно време да бараат на интернет ни сите информации што ги има, ама на англиски, значи на македонски скоро и да нема информации, освен тие некои генерални. Јас користам секој ден велосипед, значи од причина што има премногу добри патеки, многу голем број од улиците се затворени, само се за велосипеди. Секоја прва недела од месецот, првата зона од Париз е комплетно затворена за било каков транспорт, освен велосипеди и пешаци. И така некако ме инспирира и велам дека можеби би можеле ние нешто слично да направиме во одредени зони од градот. Како архитект, еве можам да кажам, има голем потенцијал и кај нас истото да се случи. Во последниве години е, да речем, на некој начин кул да се биде еко, значи се отвараат многу продавници каде може да се купат реупотребливи производи, Zero Waste Shop, ги викаат, и дури продавници што не биле Zero Waste гледаат дека луѓето бараат такви производи и дури тие почнуваат да ја сменуваат палетата на производи. Наградата дефинитивно е екстра мотивација и екстра ресурси и некој, да речем, како признание од луѓето на жирито на кои им презентиравме и кои веруваат во нас дека ова може да прерасне во нешто поголемо. Ќе биде едно социјално предпријатие кое што целосно ресурсите ќе бидат искористени за започнување на истиот бизнес. Со таа една поголема екозаедница, ние ќе можеме да имаме моќ да бараме поголеми промени од градот, од државата, од политичарите и сите други кои исто може да придонесат за таа промена.